Смртта не ја интересира националната припадност, ниту ја интересира проблем со јазикот или проблем со историјата. Оваа голема трагедија може да биде повод за една сплотување, односно повод за една солидарност меѓу Македонија и Бугарија, ако ништо друго да се зафатат да ги решаваат прашањата кои што не спојуваат двете земји, а тоа е како безбедно да се движиме и ние и тие по сообраќајниците. Сега е 30 часа после среотната несреќа, сите се уште шокирани, емоциите ни се пуштени на најјако и за очекување е дека не може човек многу добро да резонира како се случи ова и кои се системските пропусти во целата оваа работа. Но ќе дојде време, ќе се соземеме и она што ќе треба да си го поставиме како прашање е што ние можеме да научиме од оваа несреќа и каде ние всушност по овој пат, некаде по патот сме заспале. Нема да ви кажам добар ден, добро утро, затоа што денот не е добар, затоа што денот се уште трае од вчерашниот ден, но можам да сочувствувам со вас, затоа што, колку што знам и ноќеска вие исто така работевте, затоа што и мора сето оваа работа да се приврши кон крај и денот е голем и ќе трае до утре и повеќе. Мене ми беше малку чудно да ви кажам вчера кога со владината делегација не ве видов и вас. Очекував таму да се видите со вашиот колега ресорен, затоа што несреќата што се случи на овој потек, на овој пат е несреќа на пат за кој што бугарските колеги велат дека е пат убиец и дека тука се случуваат и други несреќи пред 3 години 20 граѓани бугарски загина исто во автобуска несреќа. Очекував дека ќе ви видам таму на лице место, меѓутоа имате сигурно некои други ваши перцепции, зашто не? Добро, благодарам за поканата најпрвин. Јас вчера во текот на денот бев во Министерството за транспорт и врски, бев и на седница на влада, каде што секако една од точките беше и оваа страшна несреќа која што не погоди сите и за која што владата, председателот на владата заедно со двајца министри беше на лице место, а јас бев во Министерството заедно со службите да започнеме со сите оние проверки на документацијата и постапки кои што треба да бидат во првиот момент запознаени, прво да биде запознаена владата и Министерството, а потоа и јавноста. И токму поради таа причина бев тука, но бев во контакт со министерот за транспорт на Бугарија, разговарав со него, тој остана отворен и за доколку има потреба да бидам присутен во Софија, ги откажа сите состаноци и ме информираше дека во било кој момент доколку има потреба да бидам присутен, дека е овде на располагање и дека можеме да се видиме и да поразговараме, да отидеме на лице место и така натаму. Но бидејќи имаше владата веќе делегација, останавме во Министерството за да ги провериме сите првични сознанија кои што ги имаме во координација со МВР и со Министерство за надворешни работи, за да имаме некои првични сознанија и некаков извештај кој што сакав да ја брифирам владата, а потоа и јавноста и најбрзо што можевме. Согласно првичните информации, синоќ имавме и пресконференција на која што ги изнесовме сознанијата, за да знаат граѓаните во овие почетни моменти од оваа несакана состојба и криза која што се случи. Меѓутоа, во секој случај истрагата ја водат бугарските обвинители и во координација со македонските, за да тие ќе водат истрагата и ние сме на располагање да ги дадеме сите наши сознанија кои што ги имаме. Така што од тој аспект бев овде, но не исклучувам во наредните денови доколку е потреба да бидеме таму. Министре, добар доктор, диагностичар е оној кој што нема да ви даде апче за да ви се намали температурата, ама кој што ќе види во тоа еден друг проблем системски во самиот организам. Ако ова го префрлиме сега со нашата ситуација, нашиот државен обвинител испомна од Бугарија дека можни се веројатно два исходи на случајот, или се работи за човечка грешка, или се работи за техничка ненадејна техничка грешка, но меѓу нив е сепак поврзана и таа патна инфраструктура. Како и да е, не чека многу работа. Прво што не чека е да видиме, да се свртиме кон контрола, системска контрола на институциите, зборам на сите институции во државата, а
почнувајќи со вашата, бидејќи сега во случајот сте и вие меродавни и повикани, потоа ни престои една контрола на јавниот превоз, а да не кажам дека и дополнително ни треба да се фокусираме на еден систем на индивидуална одговорност, па и на институционална одговорност. Тоа е многу работа што ни престои. Има ли капацитет вашето министерство да почне со едни вакви реформи? Министерството и во овој момент, согласно можностите, капацитетот кој што го имаме, работи и ги обавува своите обврски во делот на патниот сектор. Имаме сектор за патен сообраќај кој што јас го надградувам постојано и во оваа измината година кога сум на позицијата министер, каде што луѓето имаат обемна работа, но има луѓе таму кои што се со години, луѓе професионалци и работат задачата. Би сакал да потенцирам дека ние сме го вршиме административниот дел во однос на ова целиот склоп на постапки во делот на патниот превоз, односно издаваме лиценци на транспортните компании кои што согласно закон се пропишани потребните документи за да се издаде таа лиценца и ние тоа го правиме. Во однос на надзорот над и контролата над патниот превоз, тоа го има Државниот инспекторат за транспорт. Како што има инспекторати за градежништво, за транспорт, во секоја една област и согласно европските регулативи, пред повеќе години инспекторатите се извадени и извлечени од министерствата за да бидат посебен дел од ресорот кој што ќе контролира работата и на тоа што е издадено како документација, но и на работата на терен во секоја област. Тоа што и синоќа на пресконференција кажавте, бидејќи ќе се одзема лиценцата на компанијата, бидејќи се појави фантомски автобус, така 3 години шетал без никој да му направи проверка, контрола и така натаму, дека не е влезен во вашиот систем. Тоа е добар стартен почеток да покажете дека веќе капацитетно можете да делувате еве кога треба вака, да се види каде шкрипеле работите, но јас сега зборувам за една голема системска машинерија кај што ќе треба вие да покажете внатре во самото министерство преку вашите ресурси, капацитетни човечки ресурси, дека ќе се чешлаат многу посериозно сите тие лиценци, сите тие дозволи, а во исто време како што во МВР постои внатрешна контрола кој што ќе ги контролира овие што сега контролираат. За да се впечатокот кај јавноста да се оправда дека стварно ќе почне системски во државата да се превенираат вакви катастрофи. Ние ги водиме институциите, секој ресор, секоја институција има свој раководител и во делот на министерството ние имаме и внатрешна ревизија на некој начин или контрола која што постојано ги контролира издадените акти, работата на сите сектори во министерството и тоа несомнено се прави и денеска, се правило и претходно, ќе се прави понатаму. Но овде станува збор за склоп на институции. Јас не можам да ја контролирам работата на друга институција. Точно. А овде друга институција е и Државниот инспекторат за транспорт, трета институција е Царина, четврта институција е МВР и сите тие имаат треба системска поврзаност на институциите кај што треба еден со друг да си имате повратни информации. Од тој аспект сите институции во овој момент треба да согледаме кој како постапувал и во минатото и денеска и конкретно и во овој случај, но и во други случаеви. Јас можам да зборувам за Министерството за транспорт и врски и со тоа што го видовме од потребната документација, дека таа компанија, вчера информирав, добила лиценца за превоз. Тоа е лиценца која што се издава на фирмата конкретно и таа лиценца по тој закон кој што е извадена во 2018 година важи 4 години и таа е во важност. Но паралелно со тоа секое превозно средство, односно секое возило треба да има и извод од лиценца. Тоа е вториот документ кој што треба да го има и треба по член 6 од законот да постојано биде тој извод во возилото кое што патува и транзитира во овој меѓународен слободен превоз на патници. Така што согласно целиот склоп на оваа состојба, Министерството за транспорт и врски издало лиценца и ние информиравме вчера и во текот на денот дека таа компанија има лиценца, но после неофицијалните информации кои што ги добивме од МВР за конкретното возило, кое што е опожарено во Бугарија, проверивме дека тоа возило не е во тие 4 возила кои што се пријавени со извод од лиценца за таа компанија. Министре, може ги јас од деснава страна едно прашање постам.
Која е вашата можност како министр да реагирате ако ви кажем дека она што го знае половина град е дека за 20 евра на царина може да помине како сакате возило? Имате ли вие такви информации? Имате ли моќ како министер, дури и кога се работи за прашања кои не се во вашиот ресор, а ова предпоставувам дека може би е во вашиот ресор и така, бидејќи гледате, сваќаме што е вашата висока одговорност како политичар. Од друга страна има цел еден синџир на работи кои што придонесуваат со разноразни ситни, покрупни, помали, поголеми неправилности, на крај да дојде до вакви. Токму поради тоа и кажав дека секоја институција сега треба да најпрви за овој случај да ја провери целата документација, дали се работи за транспорт и врски, некој инспекторат, Оти точно се знае колку пати и кога поминувал автобусот на граничните премини. Така и јас Поставам дека МВР има точна, прецизна евиденција наназад не знам колку месеци. Точно се знаат смените. Веројатно има и камери кои тоа го забележале. Да не испадне сега дека ќе слушнеме дека софтверот се расипал, па сликата не е добра. Јас не би сакал да шпекулирам и заради тоа што е истрага во која што се случила страшна трагедија и несреќа, во која што имаме голем број на жртви загинати. Сакам единствено истрагата да покаже се она кое што е направено како пропуст. И заради тоа и вчера кажав дека ние стоиме на располагање за целата документација и се што е потребно да помогнеме во истрагата во однос на нашиот дел и тоа што ни го дал законот да го правиме. Дали тоа барам и секако сакам да видам дека сите институции тоа го прават. И сметам дека ќе го прават, заради тоа што секоја институција во ваква ситуација мора да излезе и да го даде максималниот свој придонес во секој оној дел во кој што постапува и му дал законот да постапува, така што и царина и сите институции треба да сега ги дадат своите информации и сознанија на истрагата за да се види каде и зошто затаил системот, дали затаил системот, на крајот да имаме јасна слика сите. Истрагата мора да биде ефикасна и мора да биде брза за да се дојде до конкретните информации. Оти да се разбереме, меѓународната заедница, особено вчера, и светот не гледа и нив не има да им е седно да види како ние како држава ќе се справиме со сето ова. Ќе имаме потреба од отчет кон сите тие институции кои што будно не следат. Апсолутно, ќе направиме се како институции и на вчерашната седница на влада се донесоа заклучоци во кои што се задолжи Државниот инспекторат за транспорт, владата го задолжи да направи вонредна контрола на оваа компанија. Ние веќе согласно првичните информации кои што ги добивме од МВР, влеговме во постапка за одземање на лиценцата, но денеска кога ќе ги добиеме официјално од МВР за конкретното возило, ние ќе го тоа исконтролираме во базата и ќе пристапиме кон одземање на лиценцата, тоа што ни го дава законот. Така што ќе постапиме лошо ќе биде ако ова е само контрола на оваа фирма. Ако со ова се заврши, затоа што многу други контроли и чешлања треба да се направат, затоа што случајни работи случајно се случуваат, ете ќе ни се случи тоа што во секој сегмент на општеството и во транспортот и во секој друг сегмент мора да се контролира, мора секој да си ги работи задолженијата кои што ги има. Јас би сакал само да споменам дека ние како држава во изминатиот период, а и во овој период работиме на создавање на една агенција за безбедност во сообраќајот, која што како регулатива од Европска унија ја координираме заедно со Европската унија, нешто кое што е пример и принцип на работа и во околните земји, да во таа агенција за безбедност се соединат од неколку министерства, од различни сектори, тимови кои што ќе работат на безбедност во сообраќајот. И тоа се Министерството за транспорт со своји служби, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија. Така што тие три ресори во таа агенција ќе се соединат на ниво на држави, на ниво на Република Северна Македонија, која што ќе има посебна агенција и таа агенција работиме да ја А со работката со надвор, со другите држави, веројатно треба тука да има една... Апсолутно, соработката ја имаме. Ние посебно со околните земји учествуваме на сите оние средби, самити кои што се организираат и во делот на железничкиот сообраќај, во делот на патниот сообраќај. Во текот на месец декември имаме еден самит закажан во Скопје со сите 6 земји од Западен Балкан, каде што директоратот за транспорт и директорот Матеј Законшек има
самит во Скопје, кој што го договоривме од пред неколку месеци, за да се одржи со цел дискусија за патиштата и за сите оние прашања кои што не тангираат. Пред неколку месеци бевме во Белград за железничкиот сообраќај и ние соработуваме заради тоа што транспортот не е нешто кое што завршува на границите на нашата земја, туку продолжува и надвор. Ке дојдеме до таа тема, но сакам уште малку да ве потпрашам за ова што сега не е актуелно, кога зборам треба сериозна контрола и на јавниот превоз, па да речеме контрола на лиценците за издавање на професионалните возачи. Јас знам, ке речете дека тоа и други служби го прават, не е само во ваш домен, меѓутоа една практична причина, во тие лиценци за професионалните возачи што се издаваат, можеби тука ќе треба, како што во сериозни фирми кога се вработува, има и тим на психолози кои што испитуваат типот на личноста на самиот човек кој што ќе седне зад воланот. Зошто? Затоа што ни се случи тоа вчера, ако покаже истрагата дека се работи за паничност, на небрежност на човечкиот фактор, тоа е уште еден момент плюс кај што треба тука да се впрегнат силите. Да речеме како во авионите, авионскиот екипаж, каде што специјално се тренираат тие луѓе во вакви моменти на паника да трезвено да реагираат. И уште ако се покаже дека навистина таму имало и гориво кој што се носело и се шверцувало, тоа уште еднаш зборува за моралниот и капацитетот на луѓето кои што ќе седнат зад воланот. Затоа велам, истрагата ќе ги покаже сите детали. Од она кое што јас го имам неофицијално како информација од Министерството за внатрешни работи е дека имало двајца возачи кои што при подолги патувања од 9 часа треба да се има и втор возач кој што бил присутен во возилото, така што понатаму не би прејудицирал, бидејќи истрагата е во тек, што се превезувало, зошто се случила несреќата, дали е човечка грешка, дали е техничка грешка, сите тие аспекти ќе произлезат од истрагата, но секако дека согласно законите возачите поседуваат сертификати за превоз, фирмите поседуваат лиценци кои што ги издава Министерството за транспорт и секое возило поседува извод од лиценца кој што мора да го има во возилото. И тоа е се законските прописи, процедури кои што треба да се запазат за патување во овој случај надвор од државата. Министре, влогот во патната инфраструктура може да биде еден убав влог во приближување на официјална Софија со официјално Скопје, затоа што на маса преговарачка, освен оние работи за кои што ќе ни требаат многу време и години, се работи кои што се стратешки битни за живењето, за подоброто живење на граѓаните од двете држави. Сакам малку за тие проекти да зборуваме. Знам дека и тоа, бидејќи сме членови на НАТО, на двете држави имаме обврска кон коридорот 8, да се заврши тој еден голем проект. Ме интересира до каде се сега работите и на кои точки се фокусирате? Јас бев во Софија пред неколку недели заедно со министерот за транспорт на Бугарија и министерката за транспорт од Албанија, на кој што подпишавме меморандум за соработка за доизградба на железничката пруга на коридорот 8, многу значајна транзитна рута и пруга од исток кон запад, од Јонското море, од Драч кон Црното море во Бугарија, кој што транзитира низ Република Северна Македонија. Ние имаме своји обврски во тој меморандум и ние работиме активно, сме многу напред во моментот на првата и втората фаза од изградбата на делницата кон Бугарија, тоа е источниот крак од коридорот 8. Сме во напредна фаза и постапка, веќе има во фаза евалуација на компаниите кои што се заинтересирани да градат. Јас веќе информирав дека за првата делница имаме заинтересирано 3 компании, за втората 5 компании. Кога ќе заврши евалуацијата согласно стандардите и процедурите на ЕБРД, ние ќе избереме компанија која што ќе продолжи да гради. Двете заедно некаде грубо изнесува 200 милиони евра инвестиција во првата и втората делница од коридорот 8. Во првиот квартал од 22 година очекувам февруари месец да се потпише договорот и некаде март да започне изградбата на оваа железничка пруга. Тоа најде на одобрување и на позитивен еден пристап и во Бугарија, заради тоа што ние долги години, во изминатата година јас се обидувам цело време да укажам дека ние активно работиме на поврзувањето и конекцијата со Бугарија и заради политичките состојби кои што ги имаме, но сега активно на дело го покажавме тоа во делот на железницата. Во делот на патиштата, источниот крак од јас би рекол Куманово кон границата со Бугарија, ние инвестираме
во изминатите неколку години околу 100 милиони евра за патната инфраструктура. Овде спаѓа експресниот пат Ранковце Паланка, од Паланка кон Деве Баир целосно проширување на трета лента на овој патен правец, рехабилитација на постоечкиот пат Куманово до Страцин во 2 фази и сите тие проекти во моментот активно се градат. И тоа го гледаат нашите соседи од Бугарија. Клепало дека и тоа е еден проект кој што долго време така остана осенка. Апсолутно, овде сме ние во понапредна фаза од страна на Бугарија и секако ние го имаме изрехабилитирано тој пат кој што е изграден 90-тите години кон Клепало, имаме таму и објект изградено кој што треба да му се направи одредена мала реконструкција, но знам дека минатата година и од страна на Бугарија се превзема одредени активности за тој граничен премин да биде инвестиран и отворен од нивната страна и тогаш да се искреираат сите протоколи за да може да се направи и овој граничен премин од Берово кон Бугарија. Тоа е наш интерес, тоа е поврзување на граѓаните и така ќе продолжиме во една комуникација и соработка со министерот за транспорт. Кажав веќе дека сме во комуникација и во однос на овој случај, но и претходно и можам само да потврдам дека следува една силна офанзива во делот на изградбата на коридорот 8 и поврзувањето на Република Северна Македонија со нашите соседи, заради тоа што е стратешки важен за државата. Луѓето прашуваат во делот на тоа на железницата дали е потребно да се инвестира толку, бидејќи патниците побрзо патуваат секако по патната инфраструктура, секако дека е потребен највеќе за инекција е целосно обезбедена? За прва и втора фаза да, за трета фаза имаме 60 милиони евра веќе обезбедено и работиме на дообезбедување на третата фаза, но важно е дека оваа делница ни е потребна многу за товарниот сообраќај каде што најпрвен ќе го развиеме бизнисот, економијата, ќе паднат трошоците на компаниите кои што се поврзуваат помеѓу Република Северна Македонија и Бугарија. Транзитот низ Република Северна Македонија ќе биде исто така важна причина за да се изгради, заради тоа што секој кој што транзитира по тие железнички пруги по нашата инфраструктура и плаќа на државата, така што ние сме централно поставена земја и мораме оваа инфраструктура да продолжиме да ја градиме. Ова е тежок ден, министре, и знам дека тоа што се случи ги потресе сите и двете луѓето што живеат во двете земји. И знам дека она што сега ви престои е многу работа, конекции со вашите колеги и оваа тема ќе се продолжи понатаму за инвестирањето во патната инфраструктура, меѓутоа бидејќи ве чека некој состанок, како што знам, сакам да ви го отцепам времето за да работите тоа што ви е работа вам, а нам не е работа да продолжиме сутрински брифинг.